Дека туку што почнала изјавата за медиуми на скопскиот градоначалник Орце Георгиевски, кој што е во Бутел, каде што се отвара нов парк. Имаме камера таму, предлагам да одиме на кратко во живо да чуеме дел од изјавите. Гураме, народски кажано, процесите напред. Сакам да информирам целата јавност дека во текот на денешниот ден исто така ќе биде распишана и тендерската постапка за еден од најзначајните проекти за градот Скопје, а тоа е Лимак, подземната сообраќајница. За мене е еден од најважните проекти, но верувам и за скопјани, кој што исклучително ќе влијае на решавање на сообраќајниот хаос во централното градско подрачје. Што се однесува на општина Бутел, имавме дилема со градоначалникот и сакам да им порачам на сите бутелчани да бидат спокојни, затоа што тоа што 30 на години наназад се ветувало, а не било реализирано, цврсто стоиме на тоа дека ќе го завршиме во овој 4 годишен мандат. Имавме дилема дали прво да го почнеме овој мега парк овде или да започнеме со реконструкција на Бутелска и Радишанска, но ќе мора да почека извесен период Бутелска и Радишанска со реконструкција, бидејќи нарачавме проект за атмосферска канализација таму. Јас нема да дозволам при пообилни дождови да се поплавуваат домаќинства, да народот живее во лоши услови, што значи бутелчани да знаат дека во наредниот период ќе започнеме, откако ќе биде готов проектот, и со темелна реконструкција на Бутелска и Радишанска, која што предвидува со себе и атмосферска канализација, но и дополнително изработка на кружен тек, изградба на истиот, кој што е на улицата Бутелска и ќе служи како внес во она што значи безбеден сообраќај во градот Скопје, и тоа што го планираме да го направиме на повеќе критични точки, 50 на лоцирани од страна на мојот тим изминатиот период, така да не чекаат многу активности, ќе имаме во наредниот период, и повикам како медиуми да следите нашата работа и реорганизација на јавните предпријатија, модернизација согласно нашите можности на истите, обезбедување на возен парк за истите и во делот на јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, но и во делот на комунална хигиена. Модернизација планираме на асфалтната база во улици и патишта, за самите поголемо количество на асфалт да произведуваме и да не треба да плаќаме на оператори за истото, односно многу помали количини да се наплаќаат на приватни оператори, за разлика од минатото, така што ни следи една динамична агенда, доста проекти, реализација на истите, спокојни да бидат скопјани, да знаат дека најдоброто за Скопје допрва доаѓа, онака како што ветив во изборната кампања. Повелете со прашања? Да.